2019-та година на успеси, неизвестност, но и скандали за Република Северна Македонија. 7 од нив со суштинско значење за иднината на државата. Еве како овие настани се одвиваа во очите на американските политичари и законодавци. На 12 февруари стапи во сила договорот од Преспа со кој државата официјално го доби новото име Северна Македонија. За власта по големиот дел од јавноста и меѓународната заедница, ова представуваше најголем успех во поновата историја, кој го отвори патот на државата кон Европската унија и НАТО. Договорот беше потпишан со посредништво на САД, кои вршеа мониторинг на сите случувања во државата на внатрешен и на надворешен план. Ова е одлична вест. Јас бев во Македонија и Грција во септември пред референдумот. Ова е уште еден од оние договори кој решава проблем што се провлекува со години, како што беше случајот со Косово и Црна Гора. Кусо по ова на 12 јуни, Комисијата за надворешни работи на Сенатот го разгледа пристапувањето на Северна Македонија во НАТО, кој пак наесен беше ратификуван од Сенатот со 91 глас за и 2 не. Председавачот Джеймс Риш во интервју за Гласот на Америка тогаш рече: For North Macedonia and for the Balkan region, it closes what's been kind of a hole there. Мислам дека со ова ќе се пополни голема празнина што постоеше во Северна Македонија и на Балканот. Веруваме дека државата ќе биде цврсто дополнување на НАТО силите во регионот. Дојде и негативен сигнал од Европската унија. Државите членки не ја прифатија препораката на Европската комисија да и даде на државата датум за почеток на преговори со Европската унија. Would encourage people to, step back and have a big picture perspective on this. Јас цврсто ги охрабрувам политичката класа и граѓаните на Северна Македонија да останат обединети во овој процес, да останат посветени, да имаат верба дека сите ние сме посветени на интеграцијата на Северна Македонија во Европската унија. 15 јули тогашната специјална јавна обвинителка Катица Јанева си даде оставка, за потоа на 21 август да биде уапсена како второ осомничена во случајот Рекет. Таа сега се наоѓа во домашен притвор. Не знам друг случај кога е назначен специјален обвинител, а на крај да излезе дека таа личност била корумпирана. Ако тоа се докаже во овој случај би било разочарувачки и страшно. 18 октомври Франција стави вето за датумот за пристапни преговори со Европската унија. And I think the European Union also needs North Macedonia. Мислам дека и на Европската унија и треба Северна Македонија. Нема да судам за тоа какви критериуми се потребни за да се затвори ова прашање со датумот, но се надевам дека сигурно ќе се реши. Следниот ден, 19 октомври, премиерот Зоран Заев побара предвремени избори. Во преговори со опозицијата, тие беа закажани за 12 април 2020 година. И крајот на годината заврши со успех. Прв пат државата учествуваше на самит на НАТО, кој се одржа во Лондон. Македонија ќе биде 30-та држава која ќе влезе во НАТО. Се надевам дека како што се движиме напред, преку заедничка работа и комуникација, ќе овозможиме таа што побрзо да влезе во алијансата. Тоа е особено значајно за светската безбедност. А фотографијата која споделуваа и лидерите на НАТО беше онаа на која македонското знаме се вееше со знамињата на најголемите сили во светот. 2020-та пак се очекува да биде потенцијално одлучувачка за ЕУ перспективата на државата, која претходно треба да преживее уште едни предвремени парламентарни избори. Јас сум Милена Ѓоргиевска, ви посакувам среќна нова година и божитни празници.